Поштувани граѓани, денес се навршуваат точно 73 години од конечното ослободување на Прилеп во народно-ослободителната борба на 3 ноември 1944 година. Во таа пригода денес сме исправени гордо пред сите оние народни херои кои што загинаа и сите борци кои што го дадоа животот за слободата на Прилеп и на граѓаните од Прилеп. Затоа таа слобода треба да ја негуваме, слободата треба да ја браниме и слободата треба да ја сакаме и да ни биде вечна. Во оваа пригода сакам да му изведам честитки на Општинската организација на Сојузот на борци за вечната традиција што имаат во врска со народно-ослободителната борба. Минатото е влог во сегашноста, а сегашноста мора да ја имаме за еднината. За еднината на сите наши млади генерации кои што треба да се развиваат овде и да ја развиваат нашата држава. Новата локална власт, заедно јас како градоначалник, ќе направиме се за животот во Прилеп да биде поубав, подобар, поразвиен, за сите граѓани во Прилеп да има подобар живот и се надевам дека младите генерации ова ќе го доживеат како позитивен тренд за и понатаму исто го продолжат со исто темпо. Нека ни е вечен 3 ноември за многу години. Од името на Општинската организација на Сојуз на борци, честит нека ни е денот 3 ноември, ден на ослободувањето на Прилеп. Прилеп треба да се горде со она што го дал во минатото, во сите револуционарни движенија. Прилеп бил изворник на револуционери и патриоти, а посебно во народно-ослободителната борба 41-45 година, кога најеминентни наши револуционери стоеа начело на револуционарната борба против фашистичкиот окупатор, а и после тоа за создавањето и постоењето на независна Македонија. Прилеп со овој споменик, со ова могила на непобедените, на познато место на револуционерите, како парк на револуцијата, даде свој допринос во одбележувањата, но и паметењето на сите народни борци, патриоти, херои, кои што ги дадоа своите животи за слободата на Македонија. Не случајно првата пушка е пукната во Прилеп 41 година после фашистичкиот окупатор. Не е случајно што многу народни херои од Прилеп, 15 народни херои имаме, со што треба да се гордееме и да ги почитуваме. Не е случајно што Прилеп беше еден од најреволуционарните градови, а зашто покажува и ова могила на непобедените, каде што стојат останките на многу наши претходници, наши роднини, предци, кои што ги дадоа своите животи против фашистичкиот окупатор и со решенијата на Аснов 44 година се оформи Македонија после многу векови постоење на робства и само времени одредени кралства кои што постоеле. Ова празнување градот Херои секогаш го одбележува и никогаш овие настани да не ги заборави. Младите генерации треба да го паметат овој настан, затоа што рекол еден филозоф, без минато нема сегашност и нема иднина. Нека му е слава овде на сите борци, на тие млади луѓе и нека ни е честит празник 3 ноември, вековит и никогаш да не се повтори поиќе одредени војни и слични, да живееме во мир, единство и за напредок, за подобар живот на нашиот народ. Благодарам. 3 ноември, денот на конечното ослободување на Прилеп од фашистичкиот окупатор, е еден од најбитните датуми во историјата на Прилеп и прилепчани. Нашите предци кои што со пушка во рака се избориле за слободата која што имаме сега, е мотив повеќе ние како нови генерации да се избориме
за нови работни места, за економски просперитет, да се избориме младите да ги задржиме и да работат и да живеат во Прилеп. Нека им е вечна слава на панатите борци во народно-ослободителната борба. Сакам во моје име и во име на Советот на општина Прилеп да им го честитам на сите граѓани на општина Прилеп 3 ноември, денот на конечното ослободување на Прилеп од фашистичкиот окупатор.